Докраде со тој твој, а ме ти ќе дотуркаш. Кривини фаќаш, на крај пак се враќаш. И ти бар за час, малку искрен со мене. Дека знај, ако не, нема да се гледаме. Не морам да знам за се што правиш дур си сам. Знам луксусеш, но ќе пробам да ти верувам. Јас ќе бирам, заради за тебе вечен ми. Ако не си искрен, ако не си стрейт, цел твој живот за тебе мит. Ако не си искрен, ако не си стрейт. За оно е што знам, може не треба да се трудам. За други нам ќе бидеш пак прелесен за лак. Еве ти за крај, еден совет град ти си мај. Не ти стој, ти не си тој, предодреден си да си мој. Јас ќе бирам, заради за тебе вечен ми. Ако не си искрен, ако не си стрейт, цел твој живот за тебе мит. Ако не си искрен, ако не си стрейт, јас ќе бирам. Ако не си искрен, ако не си стрейт, цел твој живот за тебе мит. Ако не си искрен, ако не си стрейт. Фиц, добре дојде у Хитмейкер. Добро ве најдов. Кој ќе чујам новиот почеток, самото име. Дали да го поврзам со религија или да го поврзам со, знаејќи дека сте, да кажеме, од пред 23-4 години веќе, или да го поврзам со нешто поблиску до второ доаѓање или со Матрикс или со... Па знаеш како, може секој кој како сака да се го толкува имено. Ние кога го именувавме бендот така, прво се викаше, имаше едно ужасно име, што не е ни битно, сега може да прочитаат на интернет. Па види, тоа име исто се поврзува со Матрикс. Да. Нели? Да. Кога го именувавме, ми беше многу интересно и ми беше... Ја земавме идејата од еден бенд, пуно пати сум го кажал, хардкор бенд Gorilla Biscuits, албумот ми се вика Start Today, почни денес, нов почеток, новиот почеток. И после долго време некако не ми се свиеше, сега па ми се свија, да ти кажам, пошто секој кој како сака може да си го толкува на крајот на криштата. Па и Морфеус е добро име? Да, Морфеум е првото име на бендот. Да. Затоа што пак ми е некако Морфеус у филмот со еден нов почеток, со избор на реалност и може, да. Ја така го поврзувам. А кога станувате Beginnings? Види, ние цело време со името имаме проблем. како и државата се шал. 80% сте надвари, 90% него ли тук? Пеевме, да речеме. Сега од короната навака е нека друга фаза бендов, али тогаш доста свиравме по Европа, така имаме некои 7-8, не знам, турнеи. Идевме 2 пати годишно, таа најдолгата ни е 40 дена, 40 ноќи. Како иде со шиде, со комбе, шо? Со комбе, да. И доста лудо е се тоа и гледајќи вака наназад, од сега наназад, сваќаме дека било тајмо баба. Бидел ли сега така со комбе 40 дена? Па сега би одел, ама малце во други услови, ти кажам, зашто задните години више, знаеш, ние имаме свирано незамисливи места, испиено на незамисливи места и тоа не е баш многу за фалење или за цепање. Сам да кажам, едноставно, од една страна се исчеличивме низ целиот тој процес, само од друга страна и малце ќе се умориш после сето тоа и си викаш, не можам више, тело ми гние, знаеш, као нека тешко е. И реално како бенд со македонско име, македонски текстови и сето тоа, свиравме у секоја дупка што може да се свири во Европа, да речеме, без UK и Скандинавија. Види, па баш е тоа за цепање. Затоа што никој не бара лесно, секој бара содржајно животот. Сте дали една содржина у целата ваша младост. Да, како не. Сте се исковале, сваќаш као никој друг. Нашата сцена доста беше у опаѓање, во суштина, као панк рок, хардкор, да речам таков, мелодичен. Беше доста на концерти, не знам, во Германија или слично, не најавува као 90s панк рок, као 90s, а знаеш, као почна да станува многу ретро,
дури би рекол од 2015 до 2020 као и скроз замер, онака као и немаше ни некои лудило изданија вака на глобално ниво. Трае таа лојалност еден со друг, затоа што знаеш како викаат, некад не дај Боже да успееш. Да. А кога ќе успее, кога ќе се појави шансата, онда требаш да ги имаш бекап позиција и да си спремен за тоа, сеќаш. Зависи у која ера на бендот збориш со мене, затоа што цело време знаеш како и животот се up and down, се менува, тиковно се менува. Преска ме праша дали било на 40 дневна турнеја. Теоретски бидел, ама сите сме со многу врски сега, реално не сме наши 20, него сме на кај 40 више. И знаеш, зезнати се, малце позезнати се работите. Али она што приметуваме дека тогаш кога се деси тоа 2019, ентузијазмот на бендот скроз падна, сценава ни скоро умре. Дојде корона, све се дозаева до крај онака и изгубивме ентузијазм. И направивме еден албум задниот што беше тука, го испромовиравме 2023 и дури да ти кажам искрено оваа година се расвиравме темпо фестивали на Балканов, Хрватска, Србија, бевме тука. Пошто тоа си те од цело време само требало да се деси нешто. Чудно е, да. Пак да Кога не се трудиш, зборам као не ринеш сам, се случува да не викнеш, не исповика оваа година многу поише не очекува. Да не му правиш обструкции верзно, да дозволиш да се деси тоа што нешто треба да се случи. Се фаќаш као следна стап за некоја работа и не дозволуваш другото да ти се случи тоа. Некаш треба да пуштиш сам. Да кажи ми некои твои влијанија на вашиот бенд, ваши влијанија, странски едно, нас не интересираат македонски, кои биле дали има, дали постојат македонски влијанија за бенд. Мислам, у поново време онака различни ствари ми се влијание. И ја сега баш пред неколку дена по известно време напишав, мислам дека многу добра песна напишав. И као буквално личи на новиот почеток, ама као не личи на ништо претходно. Така да, интересно е. Од македонски бендови, би рекол, кога сме биле млади, на првично, веројатно, на Шон бендовите, тоа се Sidewalk, па Fragment, па Дените чува, своевремено, Flux исто така ми се еден од омилените македонски бендови. Нив можам бесконечно да ги слушам и бесконечно да идам на концерти, иако не свират сега толку као порано. Мисля, македонските Bad Religion би рекол. Поема немам од така од времето исто да речам, фан бев голем на ФПО. Тој евент ми беше онака луило. Првото моje гостување на некој албум, ствари, првото пење на микрофон, вака да кажам, македонска сцена ми било на еден од нивните албуми као гест вокал у позадина нешто. Али, знаеш, има и, да речем, и понови генерации као доаѓаат и си се инспирираме еден од друг, например. Јавно што го читувам по тебе, имаше еден твој гест што го направи. Да, 10 години, 15 години. Баш кога бевте она Top of the Pops. Океј. Да. Онака, палевте, жаревте, значи бевте пуна снага бендот, ентузијазам на максимум. Многу лути, да. И ти, од таа висина, ми се јави, ми рече, може ли некако да помогнеме да го вратиме Рока Гресо? Да, нешто ми се врти ова. Да ние ќе му свириме? Да, така беше, да. Значи, тоа се тие, тоа е таа почит кон лектирите. Апсолутно, да. Фиц, сега ќе те прашам нешто. Пошто покрај изведувач, имаш многу раце замешано и во организација. Организација на фестивали, ивенти и така натаму. Дали ти као изведувач кој што си го папал дебело на милион места, на милион ситуации, дали си свесен за сите тие голготи што ги низ кои минуваат изведувачите и покушаваш во ивентите и во фестивалите кои што ги организираш, на некој начин да им дадеш должно почитување и да не го папаат така сите тие што учествуваат на твој фестивал. Па дефинитивно. И јас сум учествувал. Трудам, да, и ти си учествувал. Се збориш за Зимниот Рез фестивал. Фестивал што веќе 13 години трае и неверојатно како трае. И неверојатно е како сум го кажал во пар интервјуа и ова слично дека стварно сум зборил со луѓе од, не знам, од Европа, од Америка, појма немам.
им го кажувам концептот на земјотрес и ова нема никој сретнат од таков тип на фестивал. Сега да речеме дека бил некој тип на шоукейс, пред шоукейс фестивалите, пошто ова е мислам дека 2011 првото издание што беше. Така да ова земјотрес и други фестивали, да. Јас од друго живеам реално. Тие настани што ги правам и тоа ми е нешто, ако искочи нешто плюс, ако не искочи па окей, али онака на драго срце го правам фестивалот. Само би сакал тука да спомнаме на работа дека го правам со работа со нели јавна институција и би било супер кога би биле се уште на моја страна, односно на наша страна и да не, знаеш, сите овие државни институции слично кои што се некогаш во соработка со нас, барем да не ни одмагаат, да бидат со нас, не треба ни многу да помагаат, пошто сакам да мислам треба да помагаат. Кажи ми, дали нешто се раскрива работата или колку тоа влијаеше за минувањето на Мирко? Па дефинитивно, како не, мислам, ние бевме партнери 12 години во фестивалов. Мислам, нормално првите години дури да се научиме со карактерите кои кај што е. Како ти е сега, како чувствуваш? Ти фали уште еден? Види, да речеме, помошта сега ја добивам за организирање на фестивалот од Виолета, која нели му беше девојка за минатово издание и соработуваме, пошто она исто беше, да не речам, Мирко ако бил најголем дел од PMG, она била другата страна која што е невидлива за многу работи, да. Така да мислам, нормално од кога се деси сето тоа и знаеш, пројде време ја пресметав, мислам, и ја поканив, пошто на крајот на криштата ние го правевме како лейблови. Као јас исто така се бавев со издаваштво, кога уште беше тоа опипливо, да речам. Сега го правам само за својот бенд, да речам, за моите acts. Али своевремено како издаваштво, ние така се споевме со Мирко и со Васко своевремено, кој што е, мислам, јас и он го почнавме фестивалот, ја не се знаев со Мирко, ни тоа што се дружа, се споевме тројцата, после тоа Васко се повлече, ние продолживме да работиме фестивалот многу време, после уште 10 години. И неверојатно е, затоа што сме многу, сме биле различни карактери, јас и Мирко, ама низ годините станавме многу добри другари, знаеш, и дури фамилиарно блиски, како да ти кажам, онака последнија неколку години, така да многу голем шок беше тоа што се случи за мене и за многу луѓе, нели. Фестивалот оваа година се случи, не беше, значи, секако дека имаше влијание тоа што он не е тука. Ама на страна од тоа имавме други некои работи кои што се упозадина, кои што беше малку потешко беше да се изведе, али како и да е, дефинитивно се осеќаше неговата празнина, да. Деловна година, така да наредна. Види, многу работи зависи. Вајда нема да се откажеш. Види, ја не сакам да се откажам, али општеството, значи, онако ќе ти влезат, па ја не се бавам со работи што се, како да кажам сега, кога ќе ти влезе политиката у приватниот живот многу директно, онака више се прашуваш што правиш, дали треба да го правиш ова и буквално се мешаат работите, знаеш, длабоко и во културата и во секој сегмент на општеството. Значи, ако нешто ме држало мене да останам тука, тоа е комјунитито. Искрено ти кажам, ја работам други работи онака за да преживам и тоа. Она што ме направило да останам овде, комјунитито, културата, МКЦ, градот, знаеш, обкружувањето и да ме остават да си работам работата на раат. Пошто тоа задние години е малце станува полошо, не ќе да го давам фестивалот. Фиц, имаш доволно легаси како артист и како Фала ти. Мислам дека апсолутно си последниот човек што треба да се откаже. Фала ти тебе, мене ми е особена чест да бидам дел од ова што го правиш. Прво, фала ти што го правиш ова. Ти си артист, почитуван кај мене, кај многу луѓе во градов. Знаеш, еве ја правам фестивал, ти го правиш сега со емисија. Сваќаме дека
сами сме на себе, ама и тоа не е така лошост на крајот на криштото. Така да исто и ти не се откажувај и само напред се гледаме во низград. А сега го слушаме Даниел Дан со една свежа, разиграна и динамична песна. Non-stop стрес. Исклучувам се, изолирам, допирам повторно до себе. Но утре исто ќе е, накриви капа и пушти се. Non-stop стрес, дали ќе понесе ум и свест, наспроти полуден се. Non-stop стрес, дали ќе понесе ум и свест, наспроти полуден се. Дали ќе понесе наспроти полуден свет. Non-stop стрес, наспроти полуден Ново име со кадифен глас. Дарко Андоновски со неговата авторска песна Не можам. Дарко, можеш? Повели. Не можам, а да не помислам на тебе. Овој кревет празен без тебе. Те мола мила, врати се. Не можам, јас да заборавам на тебе. И ноќи не спијам без тебе. Те мола мила, врати се крај мене ти. Времето минува за двајцата нас и не стои кога викам на глас. И да ме слушнеш мене најмила, се молам за нас. Времето минува за двајцата нас и не стои кога викам на глас. И да ме слушнеш мене најмила, врати се крај мене ти. Fiction, новата македонска сензација. Бенд кој што буквално си грми и си растира на своите настапи. Сега ќе ги слушнеме со една многу секси, синт-поп numera Лавиринт. Затрнете ги светлата дома и уживајте. Стемни ме, погледни ме, очите на здравото станав. Смени ме, промени ме, и пак е врти свет околу нас. Градот се буди, небо се губи, разбуди ме пред да изгубам, разбуди ме пред да изгубам. Градот се буди, немирни бури, разбуди ме пред да
последна од стар немилосрден град. Прва од крај, последна од стар, тако немам свој гад. Немоќна сум да премолчувам кога сведочам неправда. Клинч со себе ако попуштам, секој ден похрабра. Пред мене насмевки и поздрави за мене, матни погледи и шепоти. Прва од крај, последна од стар немилосрден град. Прва од крај, последна од стар, тако немам свој гад. Прездрав, но без разум, реалноста тежи, не споделя социјални мрежи. Легендарните Никеа, кои повеќе од 25 години се стожер од сенка на македонскиот алтернативен бран, сега ги слушаме со љубовен рулет. Се коцкам со се и секого, една карта или ништо, или се. Заборав оставив се што било одамна. Играм, дури и со времето. Да дојде се ова игра почна токму сега. Коцката е веќе долу отворена. Љубовен рулет, или губиш, или добиваш. Да дојде се нема назад, води ме. Токму сега, коцката е веќе долу отворена. Љубовен рулет, или губиш, или добиваш. Да дојде се нема назад, води ме. Денес со нас во Хитмейкер е Александра или Алекс. Кој беше процесот на креирање на песната? Па тоа треба Пајача си го прашате. Пајача само одлучи дека јас најдобро би му ја прикажала неговата визија. Да. И успеа во тоа. Ете, ја слушаме, те чекам од Алекс. Сонувам твојот глас, дај ми знак кај да те најдам. По секој издив на ветрот, те чувам, те носам. Те чекам, секој ден, секоја зора. Те чекам, мојата љубов ти ја зборам.
из нас. Во секој останат стих те чекам, пак да те видам. Сонувам твојот глас, дај ми знак кај да те најдам. Во секој издих на ветрот, чувам те носам. Те чекам, секој ден, секоја зора. Те чекам, мојата љубов ти е зборам. Те чекам, секој ден, секоја зора. Те чекам, мојата љубов ти е зборам. Те чекам. Mic check 1-2. Провери, кажи ми дали сте достојни, ке ве слушам вас, а после уште стотици. Проверив, сум подобар од сите, како вика кума ноец, веруј твоите, ке ми чуев и ме поволни. Со ниска цена твоите рапови, спушти главата доле, ке молите и за фичеринг. Повели, ако си за воринг, бетлај си со мене, животот ме направи ваков, затоа сум црно семе. Племе кети, и во живо, и на трака, и на мапа, и на карта. Јас сум оган, ти си жарта во мојот терен, стап на рапов на грб и никад назад. Да ти објаснам на сурово, јас сум Тупак, ти си Кулио, јас сум Джордан, ти си, јас сум прв, да секад ке бидеш другиот, proving strong, дека сум тука да останам, ти збери парталите да не налеташ на нишан следен план. Ние сме црно семе, ова е наше време. Ние сме црно семе, доволни за сами себе. Способен сум да направам некој да плаче, да направам некој да мрзи, да бидам тоа жарче кој ден денес ти пали сонови бурни. Викате сонувате будни, а сон ти е да возиш нечив тук филм, дај не се губи. Поштувам баш се само зборовите се груби. Рапот е за секаква мисла, не за проклети пари и курви. Не е за дај бе тато гурни, него е да видиме кој издржува во денови студени, кој има вистинска екипа, кој е среќен со таа слика што ја има. За тоа репрезентирам, гарантирам, не ми требаат ни 2 промила. Пред сите на врвот ке стигнам, на првото место пехар ке дигнам. Луѓе да викаат моје име ке видам, а знај никад нема на славата да сум дигнат. Чујме најгласно, да успееме заедно, е баш за тоа снимам. Ние сме црно семе, ова е наше време. Ние сме црно семе, доволни на сами себе. Како ги правите песните? Песна настанува така, доат близнаците со пеање, така ли, почнат да си пеат. И Ацо мора да слушне што пеат ствари. За да фати. И да најде дека се тоа пее. Од кога дознае дека се пее, тука сам ја да става малку реги у него. Андре влесе малку бас. Колку лесно звучи. Имаме еве оваа што ќе слушнат гледачите на Хитмейкер. Ние поодамна средена снимане кај Ивица Јанкуловски Штраф. Поздрав за него. 21 век, деме хомо sapiens, поише ми личи на еректус, на пупе, иако веќе ме правите мајмун, сакам и ја на рехабилитација у Амстердам, сакам како
Така да ја мислам ако повредиш рокер, тој таа болка, од таа болка ќе добие инспирација и ќе направи најдобра балада. Сите хитови се така Апсолутно, направени, ми се апсолутно. чини. Па ајде да слушнеме уште еден хит. Блиско до тебе. И колку далеку да си, јас те чувствувам со секој мој стив. Јас те вдишувам и се надевам дека може бити еден ден ќе дојдеш пак. Секој нов ден се трудам и пробам да се доближам близко до тебе, но никогаш не стигнувам таму кај што си ти ме остави. Секој нов ден се трудам и пробувам да се доближам близко до тебе, но никогаш не стигнувам таму кај што си ти. Секој нов ден се трудам и пробувам да се доближам близко до тебе, но никогаш не стигнувам таму кај што си ти. Таму кај што си ти. Ако затапана ќе се растрепери твојата душа и не ќе чујам ништо друго освен крик, грми твоето небо ме напаѓа, ти доаѓам вооружен до заби, во изворот да ти погледнам бикот од пес. Ќе ја преврати земјата и кој знае каде ќе заврши бикот од пес. Бикот од пес. Модрата светлина ми ги разурнува зидиштата. Ќе се допрам со увото до земјата, штом живеам со тебе.
бикот од без, бикот од без. Бикот од без, бикот од без. Бикот од без. Бикот од без. Бикот од без. Ако затапанам, ке се растрепери твојата душа. Ти си знај да ти си мажот кој што прв го измислил батнежот. Јас сум знам да јас сум жената која за прв пат сега го добива. Сега од страст јас губам ум, ноќва на се. Јас спремна сум, спремна, јас сум спремна на се. Се што може тело да поднесе. Спремна, јас сум спремна на се. Но дај ми малку време и опушти ме. Но до 2 мора да се вратам дома јас. Среќни да ги направам, јави се пак да те чујам, колку да можам да те сонувам. Јас во сон кај тебе сум, ни на земја, ни на небо сум. Спремна, јас сум спремна на се. Се што може тело да поднесе. Спремна, јас сум спремна на се. Но дај ми малку време и опушти ме. Не може ми, не сакам да зборувам јас, него сакам да ми котилува меѓу нас. Се што имаш да ми даде слободно дај, која игра сакаш или ја прифатам до крај. Да, знај баш до крај. Спремна, јас сум спремна на се. Се што може тело да поднесе. Спремна, јас сум спремна на се. Но дај ми малку време и опушти ме. Спремна, јас сум спремна на се. Се што може тело да поднесе. Спремна. Сега ќе ја слушниме Елф со песната Од дно до врв. Веќе ништо свето, тоа сето е прогласено заклето, а во свет неразумен умот здрав е полуден. Опа
Очи гладни, полни стрв, со силна жеца крв, од дно до врв. Дечки, ова беше се за оваа емисија и се гледаме наредната. А вие уживајте бидејќи е лето!